локален протест не за да побараме одмазда, не за инает или заради некој нашен лич каприц, туку затоа што институциите молчат, а молкот значи соучесништво. Денеска сме тука, како реакција на оние закани и навреди што дојдоа токму од ова место, на кое што се бараше убиства на полициски службеници, на кое што се бараше смрт на лицата кои што ја носат униформата и го представуваат законот. Бараме од обвинителството итна кривична постапка и мерки притвор за овие лица, на истиот начин како што пред 2 години беше определена мерка притвор за граѓанинот кој што се закануваше на обвинител во Прилеп. Бараме од државата итно делување на превенција и промена на законот за прекршоци против јавени од трети мир, во кој што повторно ќе се вратат ригорозните казни за омаловажување на државни органи. 50 евра казна за омаловажување на државен орган не е казна. 50 евра е бакшиш што се дава на музика во кафана. Така е. Авторитетот на државата мора да вреди многу повеќе од 50 евра. Обвинителството и судството во овој период имаме чувство дека апсат единствено полицајци и лица од кои што може да наплатат некоја пара за да ги созидаат во зидовите. За останатите или немаат храброст, или немаат време. Бараме од обвинителството веднаш да се фати за работа и повеќе да не молчи, да постапи по нашата кривична пријава и да ја спроведе правдата, затоа што извинувањето не е правда. Нападите кои што вчера беа кон полициските службеници, доколку државата не се спротистави, утре многу лесно ќе се спроведат и на новинарите, и на здравствените работници, дури и на судиите и на јавните обвинители. Ние сме денеска тука за да го пренесеме гласот на полицаецот, да бидеме гласот кој што во државата ретко кој сака да го слушне. Се све кажа, само сакам да дополнам дека освен во моментов актуелната состава за полициски службеници, нон-стоп имаме напади, закани кон затворската полиција, кон здравствениот персонал, инспекцијски служби, противпожарни единици. Ако некој здравствен работник закасни 5 минути на интервенција, има проблем со странките. Во таа насока, заедно со Независниот синдикат на полицијата и Гранскиот синдикат, Независен синдикат државна администрација на Македонија, се придружува кон нови инициативи и ќе продолжиме заедно до исполнување на целта, а тоа значи владење на правото. Јавниот обвинител, што е одговорен на ниво на град Битола, да превземе соодветните действија согласно неговите овластувања и да поведе постапка не против новиве последни закани, туку против сите наредби што престојат и ги престојат. Значи, мора да владее правото, да се почитува законот за сите, бидејќи сите сме еднакви пред законот, да не биде селективна правда. Продолжуваме и понатаму, нареден период. Почитувани колеги и колешки, знам дека ако не сте на работа ви дошли од нашата страна. Почитувани граѓани, денес не сме тука од инает, не сме тука за политика. Денес ние сме тука затоа што правдата мора да важи за сите, без исклучоци. Ние сме луѓето кои секојдневно стојат меѓу редот и хаосот. Ние сме тие што први реагираат, први ризикуваат, а после ни добиваат почит. Но денес порачуваме, достоинството на полицајецот не е на продажба и не смее да биде погазено. Кога некој се заканува на полицаец, тоа не е закана само кон полицајецот или униформата. Тоа е закана кон државата, кон редот во оваа држава и кон секој еден честен граѓанин. Затоа бараме одговорност и еднаква примена на законите кон сите. Не може само полицајците да бидат виновни. Не бараме привилегии, бараме правда. Не бараме повеќе, бараме исто како за сите. Премногу пати сме биле први за осуда, а последни за почит. Премногу пати сме гледале како граѓаните избегуваат одговорност со формални извинувања, додека полицајецот се остава сам да се бори со системот. Но денес од Битола испраќаме јасна порака. Независниот синдикат на полицијата е гласот на полицијата, а полицијата нема да молчи кога правдата е селективна. Ќе стоиме достоинствено, професионално и увединето, затоа што знаеме дека
сме на страната на правдата и на законот. Овој марш е марш за правда, марш за достоинство, марш за еднината на секој млад полицаец, кој утре ќе облече униформата и ќе се запраша. Дали државата ќе стои зад мене? Колеги, да останеме мирни, обединети и достоинствени. Нашата сила е во единствено и истината. Нека денес Битола и останатите градови во Република Македонија покажат дека полицијата знае да штити, но знае да застане кога е потребно да се заштити правдата. Ви благодарам. Собрани бараме за сите, не само за нас. Закани према службени лица, према овластени лица, мораат да прекинат. На ваков начин, доколку продолжи, државата или опасност. Не е само ние дека сме во опасност. Новинарите вие, професори, учители, медицински лица, секој може кога сака да се заканува према некој. И никој не превзема ништо. Доколку вакви закани имаш према некој пратени или према премиер, министер, уште други од тен ќе беа уапсени и ќе беа во притвор ставени. И ќе беше актуализиран. А вака никому ништо. Поради ова сме собрани да побараме ригорозни казни, не е важно против кој ни етничка, ни национална припадност, важно е деликвент, криминалец кој се заканува или луѓе кои се неурачунливи, можам да кажам. Поради тоа немам што да кажам, тоа е. Колеги, ви благодарам за поддршката на денешниот протест. Се надевам дека овие наши изјави ќе дојдат многу брзо да го спуштат обвинителството и судот и да постапат по нив, затоа што како што кажа влада, ако не дај Боже ние тука повикавме на такво нешто што повикаа они, јас сум сигурен дека ние немаше ниту да излеземе од Битол. Ви благодарам и продолжуваме понатаму да ги следиме активно.